Само по половина или по цел килограм купуваат штипјаниот и не се задоволни од цените на штипскиот пазар. Велат дека од петок на петок се е поскапо, а за нивниот джеб тоа е непристапно. Посакуваат да има намалување, ама и не очекуваат тоа да се случи. Цените секој петок исти се. Што да кажем? Секој петок исти се. Нема промена, синче, нема. Треба ли да има според вас? Треба луѓето, некои немат леб да си купат, а не па друго, да земат овошје, зеленчук, се е скапо. Многу е скапо, ама нема што да се прави, тоа е. Како они така наредат озгоре, така, и вие си се стават сами цени, се помалку, по половин кило, по едно килце, колку чергата ни стига, толку не можеме повеќе да се отпуштаме. Сега спањак продават, ама стражат му стотка. Зеленчук. Најмногу сега зеленчук, овоше, тоа е најпотребно. Како што гледам, многу не ми е баш познато, ама гледам дека секој ден се има промени на цените. Секој ден цената е и у продавница, и на пазарот, дека и да одеме секаде, не е иста цената, се е понагоре, надоле многу ретко да гледа. Сакаме, ама не верувам. Сакаме да биде надоле малку од малку, баре погодство за нас пензионерите. Ние сме толку сме оштетени, ама што да правиме, тоа е. Важно, не сме задоволни со цените. Секој петок ќе доваѓаме, ама тоа е. Дека има промена во цените потврдуваат и продавачите. Некаде се продава поевтино, некаде поскапо. Спанакјот на дел од тезгите неделава беше со пониска цена. На други пак остана по цена од 90 или 100 денари за килограм. Поскапување има и кај зилка и марула. Па има промена на цените, да кажем. Салата е како најпрво 40 до 50 денари. А беше до 20 до 30 денари. Спањакјот е 90 денари. Прва класа и зелката е од 80 до 60 денари, зависи од парчето од зелката. Ама потрошувачката е добра. За мене секојаш има поборучка, затоа што цените ми се пристапачни. Денеска има само намалување на спанаќот, другото иста цена. А спанаќот намалено од 100 на 70. Продавачите се поделени во однос на прашањето дали цените ќе се покачат или намалат. Дел од нив велат дека поради подобрите временски услови ќе има повеќе производи. Други пак се жалат дека производството е слабо, а и нема кој да работи. Топло времето и излева повеќе производство. Ево и блитвата ќе излезе, се ќе се намали и салатата за некој време. Значи чим затоплува, излева поголемо производство. Тешко е. Тешко е, за зелката беше 30 денари од парче, а сега е од 80 до 60 денари парче. Зелката, новата зелка. Тешко е. Продавачите генерално беа задоволни од денешната побарувачка. Велат дека е подобро од минатиот петок, има и доволно производи за да се снабди секој.